Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Продолжение на четвртата седница во Советот на општина Тетово и вонредна седница за ДУП-от за локацијата кај поранешно Шик Јелак. Гостивар бележи намалена наплата на даноците и таксите кои се основни извори за полнење на буџетот. Успешна 2021 година на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. На вонредната седница денеска советниците од општина Тетово дискутираа за иницијативата за поништување на деталниот урбанистички план кај местото на поранешната фабрика Шик Јелак во Тетово. Ставовите во врска со суспензијата на ДУП-от помеѓу советниците беа спротивставени. Денеска во големата сала во општина Тетово се одржа вонредна седница на Советот со цел поништување на деталниот урбанистички план за локацијата кај поранешната фабрика Шик Јелак во Тетово, во кој е предвидено изградба на околу 2000 нови станови за околу 8000 жители и деловни комплекси. За суспензијата на ДУП-от гласа мнозинство од советниците. Туваните товчани денеска му се рече стоп на едно од најсомнежните коруптивни афери на градот Тетово со урбанистичкиот план 57, блок 57А. Значи, како знаеме сите, дека и во бомбите, во разговорите се зборува за овој детален урбанистички план и се спомнуваат стотици илјади евра како се уплатени од страна на некој бизнисмен контраверзен од Црна Гора. Сакам да ве информирам дека јас како представник на партија Алтернатива во Советот на општина Тетово и гласавме за иницијативата за започнување на процедурата против донесувањето на планот, деталниот урбанистички план за блокот 57А. Советниците од ДУИ СДСМ не учествуваа во гласањето, односно беа против суспензијата на детално урбанистичкиот план, така што стана од нивните места во Советот и седнаа во делот предвиден за јавноста и граѓаните. Советниците од СДСМ сметаа дека образложението кое што беше дадено на седницата не беше доволно и не ги исполнува условите законски и статутарни за одржување на вонредна седница за ова прашање, дополнително на тоа што немавме никакви материјали за тоа што конкретно ќе гласаме за на таа вонредна седница. Затоа советниците од СДСМ се иззема од гласање и како граѓани ја наблюдуваа седницата. Донесена беше една одлука за која што немаме никакви материјали, за која што не знаеме точно што предвидува. Ние проценавме дека ова седница не е од тој карактер, не е итна, не е вонредна и баравме да биде одложена за стандардна седница која треба да ни достават документи кои се потребни за разгледување на точката на дневниот ред. Значи не навлагавме во дебата во тие околности зошто е поднесена иницијативата, но нашето прашање беше зошто треба да се образложи целта зошто е свикувана итна седница и вонредна кога точката не се однесува за таква ситуација. Поради забелешката на дел од советниците за тоа зошто оваа тема беше разгледувана на вонредна седница, свое образложение даде председателот на Советот на општина Тетово Бисер Дурмиши. Потхитно да се види ова процедура, пошто е донесена незаконски. Да се видат сите поставки како е донесена и да се видат дали ги исполнува сите услови за да биде. Инаку на регуларната седница на Советот која што се одржа предвадена, беше усвоен и буџетот на општината за наредната година. Тетовските советници денес одржаа и продолжение на четвртата седница. Поради обемниот дневен ред денес се одржа продолжение на четвртата редовна седница на Советот на општина Тетово. На неа беа усвоени програмите кои се однесуваат на активностите за идната година во областа на спортот и социјалната заштита, предлог програмата за економски развој.
Оваа седница беше продолжението на четвртата седница на која точка на дневен ред ги имавме и програмите кои беа вградени во буџетот, бидејќи пред 2 дена не успеавме да ја завршиме седницата. Програмите за кои се разговараше главно беа дел од секторот на комунални дејности и на секторот за јавни дејности. Имено се зборува за програми како што се за кучињата скитници и други. Имаше и дебата меѓу советниците, каде што најголем дел од точките беа изгласани со мнозинство, односно со 31 глас. Дополнителната точка која се однесува на урбаната опрема предизвика дебата помеѓу советниците, кои побараа решение за тезгите поставени на тротоарот на женскиот пазар во населбата Горна Чаршија. Беше усвоена и предлог програмата за кучињата скитници. Во однос на дискусијата која се разви за женски пазар, луѓето кои продаваат таму, односно луѓето кои излегуваат на пазарниот ден да ги продаваат своите производи, да бидат дислоцирани од патот, се презема акционен план каде што ќе бидат дислоцирани од тротоарите и истите ќе можат нивните производи да ги продаваат натре во пазарот, така наречен женски пазар. За решавање на проблемот со кучињата скитници имаме 20 боксови, имаме и одредено место за нив и ќе се третираат преку програми што ги има секторот за јавна дејност. Како дополнителна точка беше усвоена и предлог програмата за дезинфекција и дератизација на подрачјето на општина Тетово во 2022 година. Финансиската криза која предизвика ковид пандемијата се рефлектира врз општинските приходи. Гостивар бележи намалена плата на доноците и таксите, кои се основни извори за полнење на буџетот. Општината ќе спроведува кампања со цел да ги мотивира граѓаните и фирмите да ги подмируваат обврските. Светот 2 години живее со ковид пандемија, а кризата удира во сите аспекти. Финансиските последици се видливи насекаде. Граѓаните се осиромашени, поголемиот дел од бизнисите трпат загуби. Сето тоа негативно се рефлектира врз општинските приходи. Гостивар бележи намалена наплата на даноците и таксите, кои се основни извори за полнење на буџетот. Без овие средства се таложи долгот на општината. Нашата ингеренција и нашите работи с целата општина работи за да ги прибираме средствата од граѓаните и од фирмите. Тие се законски средства што ни идат со законот за финансирање на буџетот, од персоналниот данок, данокот на имот, комуналните такси, неданочните приходи, капиталните приходи и трансферите од централна власт. Фактички тоа е ДДВ-то и од јавното претпријатие за патишта. Гостиварската локална самоуправа планира во новата година да спроведе кампања со цел да ги поттикне и мотивира граѓаните и фирмите да ги подмируваат обврските кои ги имаат кон општината. Ке може да се користи и можност да се направи договор за плаќање на рати. Ако граѓаните фирмите ги исполнат обврските кон општина Гостивар, ке може да се плати целиот долг што општината го има и да останат 500.000 евра. Затоа апелираме да ги вршат плаќањата, велат одговорните за буџет. Според последните податоци, општина Гостивар има долг кон доверители во износ од 5,5 милиони евра, а побарува 6 милиони евра од даноци, комунални такси и слично. Финансиските предизвици продолжуваат и во 2022, во која година општинскиот буџет на Гостивар е проектиран на 1 милиарда 170 милиони денари. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово се одржа последниот брифинг со новинарите за 2021 година. Ректорот Абдулменав Беџети истакна дека одлично бил распореден рекордниот број на студенти за академската година 2021-2022 и дека Штуловиот универзитет и понатаму ќе работи на унапредување на студиските програми и условите за работа. Почнувајќи од продолжување на системот на предавањата организирани со физичко присуство, каде што од 75% од студенти кои што присуствуваат, се разбира над 90% од нив биле физичко присуство во училниците. Нешто кое беше инсистирано и анимирано на ниво на високообразовна дејност во државава. И со тоа побаравме да се потикнуваат, се разбира, и другите универзитети по можност да се враќаат, спротивно требаше да лиферуваат дипломи кои што ќе бидат онлайн.
Биде огромна разлика некој да ги заврши студиите со редовни студии со присуство, а некој од онлайн платформи. Така да за среќа и други универзитети почна на некој начин да се враќат во тој систем на комбинирана настава. И покрај тоа што не сите од нив. И покрај тоа не сите студиски програми. Се уште има одредени факултети кои што продолжуваат исклучиво на онлайн. Тоа што е посебно да се подвлече е реализацијата на огласот за академска година 21-22, во која регистриравме прв пат рекорден број на студенти, 1050 студенти беа регистрирани во овој оглас и сите тие одлично распоредени, како сакате, географски, 2/3 во кампусот во Тетово, 1/3 во кампусот во Скопје. Јазично во трите области, као што истакнав, значи 72% од нив на албанскиот јазик, 8% кои ќе студираат на македонски јазик од почеток и 20% на англиски јазик. Значи, се продолжува со уникатноста на универзитетот да остане тројазичен универзитет, што е многу тешко за менеджирање, меѓутоа сепак останува уникатен во тој дел и мислам дека тоа уште повеќе ќе се стабилизира. Ние сме имале секоја година по 2-3 нови студиски програми, но од оваа природа ова е прв пат што влегуваме во една сосема нова област, а и се прошируваат единиците на универзитетот од 5 факултети до сега во наредниот факултет кој ќе биде 6-тиот. Прво за здравствените науки, не медицински науки, туку со 2 студиски програми професионални студии, 3-годишни студии, специфично дизајнирани врз основа на критериумите и според директивите на Европска Унија. ВД директорот на Државниот инспекторат за животна средина Сретен Стојковски ги најави плановите на инспекторатот за следната 2022 година, земајќи ја предвид состојбата со аерозагадувањето во земјава. Согласно годишниот план за вработување на Државниот инспекторат за животна средина за 2022 година, до Министерството за финансии планирани се 6 нови вработувања и тоа 3 помлади инспектори за води и природа, како и 3 административни работници. Во завршна фаза се и двата огласи за прием на советници инспектори за животна средина во Куманово и во Велес. Во наредната 2022 година Државниот инспекторат за животна средина ќе биде дел од платформата Е-инспектор, која веќе од 1 јануари почнува да се спроведува во 3 инспекторати, како што е трудовиот, пазарниот и управниот, а сите останати, како и Државниот инспекторат за животна средина, ќе бидат во вториот дел од наредната година со воведување на дигитализација на инспекцијските постапки. Со цел зголемување на транспарентноста со граѓанскиот сектор, остварени се повеќе состаноци со граѓански здруженија, како Натура Екосвес, со кои што реализиравме и тренинг за инспекторите, Македонското здружение на млади правници, како и Институтот за комуникацијски студии, со чија помош е во тек изработка на интерактивна мапа која ќе ги содржи податоците за правните субјекти за кои Министерството за животна средина и општините имаат издадено дозволи, елаборати, а мапата ќе содржи извештаи за спроведени инспекцијски надзори. Во насока на транспарентноста е и опцијата која ви стои на располагање преку веб страната на Државниот инспекторат за животна средина, односно преку Facebook страната, опција Messenger, каде во втората половина на оваа година се остварени и реализирани по 135 нотификации од граѓани, сите се упатени во врска со надлежноста и начинот на постапување, односно само 1/4 од овие барања се однесуваат на предмети и субјекти во надлежност на Државниот инспекторат за животна средина. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово.
Вчера вечер околу 19 часот и 10 минути на улица Маршал Тито во Тетово бил нарушен јавниот трети мир со меѓусебна физичка пресметка во која учествувале 27 годишникот Тетовско горно палчиште, 17 годишникот истото село, 19 годишникот Тетовско Вејце и 17 годишникот Тетовски Урвич. Сите инволвирани набрзо се повикани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Ноќеска 40 минути по полноќ во Тетовски угостителски објект во кој била спроведена акцијска контрола во содејство со одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија Тетово и Државниот трудов инспекторат, полициски службеници на СВР Тетово привеле 31 годишна жена од Украина поради сомнение за илегален влез во нашата земја. Таа е задржана во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Ноќеска околу 1 часот и 45 минути во Тетовско Егуновце полициски службеници лишиле од слобода 27 годишникот Гостиварско Чегране, затоа што при негов и преглед на возилото кое го управувал била пронајдена марихуана. По документирање на случајот, против него ќе следува поднесок. Вчера вечер околу 20 часот полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 33 годишникот Гостиварска Лакавица, кој претходно го нарушил јавниот трети мир во угостителски објект на крстосницата на улиците Јана и Браќа Ѓиновски во Гостивар. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и ќе му биде изготвен поднесок по член 6 од Законот за прекршоци против јавниот трети мир. 45 годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека во основно училиште во Гостивар, каде што учел неговиот малолетен син, на 27 овој месец околу 14 часот бил физички нападнат од негов соученик, кој му се заканил и со остар предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 19 часот и 30 минути 49 годишникот Гостиварска Симница пријавил дека на улица Гоце Делчев во Гостивар бил физички нападнат од едно лице. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера исто така во 16 часот и 30 минути пријавено е дека на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Тетовско Доброште патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки управувано од 57 годишникот Доброште удрило во 57 годишен пешак од истото село. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Ракометната репрезентација на Македонија ја забележи втората победа над Кувајт во рамки на подготовките за настапот на Европското првенство во Унгарија. Ракометната репрезентација на Македонија ја забележа и втората победа над Кувајт во рамки на првиот дел од подготовките кои се реализираат во Маврово. Нашите ракометари, за разлика од првиот надпревар кога победија со 31:21, овој пат славеа со минимални 22:21. Селекторот Кирил Лазаров повторно шанса им даде на играчите кои имаат помала минутажа и кои се борат да влезат на конечниот список за настап на Европското првенство во Унгарија. Репрезентацијата на Кувајт имаше постојано водство се до 1 минута пред крајот на мечот, кога нашите ракометари со 3 брзи погодоци успеаја да победат. Најдобар стрелец во нашите редови беше Игор Ѓорѓиев со 6 погодоци, додека Ненад Костевски 4 пати беше прецизен. Па видите, очекувано е, ние игравме во променлив состав, ни остасуваат доста играчи кои што ни се приклучија денеска и вчера. Нашите интернационалци, имаме и доста повредени играчи. Шанса добија по младите играчи. За мене очекувано потежок надпревар, затоа што овие млади дечки не можат во 3 дена да врзат 2 квалитетни надпревари, меѓутоа имавме и помотивиран противник кој може и првиот надпревар го изненадивме со квалитет, многу подобро се спремија, помотивирани, ние можеби поопуштени, но секако добро и за нив, добро и за нас, добро и за мене како селектор. Успеавме да покажеме карактер затоа што губевме 59 минути, успеавме да победиме во последната минута, што мене искрено ми е драго, иако ова победа не ми значи многу. Треба да исправаме многу работи, да менуваме генерации, тоа е долг процес, а во исто време и да играме квалитетно со најголемите европски селекции. Очекувавме дека ќе биде овој втор надпревар за нас потежок. Репрезентацијата на Кувајт е доста квалитетна репрезентација. Тие одигра многу подобар меч за разлика од првиот надпревар. Добро трча, добро ротира, ние малце бевме, да кажам, уморни, целата наша екипа беше малце уморна, но тоа е добро за ваков еден период и кога, да кажам, ни се тешки нозете да одиграме еден добар надпревар.
За нас ние треба да гледаме позитивно од овој напред, бидејќи извојувавме на крај победа, бевме во негатива во текот на целото второ полувреме. И мислам дека треба да идеме со позитивни мисли и после нова година да се спремиме што подобро за тоа европско првенство. Па со оглед на тоа дека е крај на првиот дел од подготовките, одигравме малку по-тешко, по-споро. Кувајт беше многу поагресивен него ние, нашите играчи, но на крајот покажавме карактер, се вративме од -5 со взаемно бодрење и поддржување. Успеавме да добиеме утакмицата. Така да мислам дека треба да сме задоволни. Направивме доста технички грешки, пропусти во одбрана и во напад, но имаме време за да поправиме се тоа. Во подготвителниот период ракометната репрезентација на Македонија ќе одигра уште 2 контролни надпревари, и тоа против Израел на 3 и 4 јануари во Скопје. Европското првенство во Дебрецин за нас започнува на 13 јануари со дуел против Словенија. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатен ден.